Каде и да одам, во срце го носам мојот роден крај. Денес ве водиме во срцето на регионот Дебрца, во селото Лешани. Сигурно сте слушнале за познатата област Дебрца. Оваа област се протега помеѓу градовите Кичево и Охрид, во западниот дел на Република Македонија. Дебрца представува рурална област, која во себе содржи 24 села, во кои во минатото живееле околу 13.000 жители, а денес едва 1.600 жители. Тргнавме преминувајќи од брдо на брдо, а потоа пред нас се појави рамница обкружена со високи планини, а во самиот јужен крај на рамницата се наоѓа селото Лешани. Лешани представува рурална населба во која според податоците од пописот спроведен во 2021 година живеат 310 жители, а најбројно население селото имало во 1961 година, кога во селото живееле 769 жители. Наш домаќин во селото беше Китановски Наумче, моментално пензионер кој целиот свој живот го минал во селото, работејќи во погонот на фабриката ЕМО, како и занимавајќи се со сточарство и земјоделие. Ама со тек на време пропадната беше водата и мораше да е. Јас сум Китановски Наумче, вењан, од село Лешани. Живеам овде, вработен бе по ЕМО, во ЕМО почнав и тука завршив. Моментално сум пензија, како и сите од село што работевме во село. Чичко Номче ни раскажа како од година во година исчезнува детскиот џагор и школото останува празно. Имаме ново училиште, направено сега во ново време. Деца порано наше време имаше 60-70, сега едва од 40 села ќе имат 25 точно, не знам, 25 деца ќе имат. Од сите од 1 до 9. Младите ни се иселени, конкретно мои внучина во Охрид одат 4 внучиња ми одат во Охрид на школа. Не знам година да ќе имат прво. Не знам. Занимавајќи се со сточарство, покрај работата, успеал да остане и тука во Лешани да го мине својот животен век. Покрај што бевме вработени овде, дополнително се занимававме со земјоделие и со сточарство. Конкретно јас допред една година и пол чував и крави. Белата чума ги зема младите и од Лешани, а еве каде најчесто тие заминуваат. Децата почнаа да се истовуваат како и сите и нашите од нашето село. Најповеќе ги имат пример Германија, Швајцарија, Данска имат пример. Со сите европски земји. Сомака раскажуваше за се потешкиот опстанок во селото и секојдневното гасење на се она што за луѓето некогаш представувало незаменлив дел од животот. Сега, кој што сите маки што ни се десени во општество, моментално ни се затвори продавницата. Пак некако ќе се третнеме со луѓето меѓу себе и се меѓу себе не може да се третнеме. Така од ден на ден, малку по малку, станува се потивко и селото Лешани.
кое представува спој на бујните планини и пространите полиња, така обвиено во прекрасна природа, без жагорот на разиграните и весели деца, кои требаше да бидат навесници на светлото утре. Иако е навистина мала, го напуштаме селото со надеж за подобри денови, кои повторно ќе го вратат веселиот детски жагор низ тесните селски улици. Ви благодариме. Се надеваме дека ви се допадна содржината. Следете не и понатака, следат уште многу авантури низ нашиот роден крај.